Министерот за образование и наука Арбер Адеми се надева дека новиот закон за основно образование, но и законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта ќе се донесе на почетокот од новата учебна година. Деновиве се одржуваат јавни трибини, каде се изнесуваат повеќе предлози и точки од страна на просветните работници, кои сметаат дека треба да се вметнат во новиот закон. Дел од нив се неодржување на настава во саботите, унапредување на наставниците според нивните постигнати успеси, како и поквалитетна настава со стручен наставен кадар. Така што ќе продолжиме понатаму, саботите нема да се работат, ако има потреба и под 10 јуни ќе се научи, ќе се учи, ќе се обработува тие наставни денови, ако по било која причина не се организира наставата во текот на учебната година. Има доста квалитетни решенија, се подобрува статусот на наставниците и стручните соработници, значи се предвидува професионален развој, кариерен развој, унапредување во кариерата, конкретни скалила, за секое скалило е потребен успех, постигнувања, достигнувања и според тоа ќе се оценуваат наставниците и стручните соработници, а не како е што е досега. Од првиот ден на работа па се до пензионирање нема никакво унапредување кај наставниците и кај стручните соработници. А ние сакаме да имаме мотивирани наставници, сакаме да имаме мотивирани стручни соработници и тоа можеме да го обезбедиме само преку овој пристап. Затоа очекувам, како што и секаде, и денеска тука, да имаме плодна дискусија, конструктивна дискусија, конкретни предлози за да се подобри финалниот текст на двата закона. Рече министерот за образование Арбер Адеми. Адеми се надева дека новиот закон за основно образование, но и законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта ќе се донесе на почетокот од новата учебна година. Речиси секоја втора сообраќајна незгода се случила заради непочитување на ограничувањето на брзината или неприлагодена брзина според условите на патот, покажуваат статистичките податоци. Токму брзината на движење на возилата беше контролирана денес на автопатот Скопје-Тетово, со цел намалување на последиците кои произлегуваат од овој прекршок. Статистичките податоци говорат дека во периодот од почетокот на оваа година до сега, заради неприлагодена брзина, се случиле 77 сообраќајни незгоди, во кои што 6 лица го загубиле живот. 21 лице се здобило со тешка телесна повреда, а повреди останати претрпеле вкупно 185 лица. Сразмерно на ова, имаме санкционирано 1660 прекршители на овој прекршок, а за 580 од нив имаме поднесено барање за изрекување на заштитна мерка забрана за управување. Како сообраќајна полиција сме опремени со современи лазерски радари, кај кои прецизноста е доста голема, мерењето се снима, а доказниот материјал се доставува до судот. Напоменуваме дека, како во изминатиот период, така и во иднина ќе продолжиме со засилени активности по однос на неселективно санкционирање на овој прекршици спрема сите прекршители, затоа што законските одредби важат за сите. Во иднина предвидено е поставување на фиксни и мобилни радари на одредени места, како и поставување на камери каде што ќе се детектираат и санкционираат и останатите прекршици. И покрај постојните акцијски контроли на полицијата и превентивните кампањи, сепак бројот на прекршоци кои ги прават возачите постојано расте. Лично сметаме дека е мислам дека е треба да се работи на полето на превентива, на едукација, особено на младите возачи. Во втор план секогаш ги ставаме и оние индиректни причини. Тука се, мобилни телефони, сега најново, социјални мрежи, општо невнимание на возачите. Кога возат, не внимаваат околу себе, не внимаваат на знаци и така натаму, а казните се големи. Законските одредби од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидуваат мандатни глоби од 20 до 400 евра во денарска противредност, зависно од пречекорувањата на брзината, а покрај глобата исто така е предвидено и санкција забрана за управување од 3 до 12 месеци.
Сообраќајната полиција, како во изминатиот период, така и во иднина, ќе ги презема сите законски мерки по однос на санкционирање на прекршокот, непочитување на ограничувањата на брзината на движење. Гостивар вчера доцна попладне беше зафатен од големо невреме со пороен дожд, засилен ветер и грмежи. Дождот со јак интензитет врнеше скоро 1 час и беше проследен со силни електрични празнења. Врнежите предизвикаа проблеми во неколку делови на градот, беа поплавени улици, а водата навлезе и во подрумски простории на домови. Од јавното предпријатие Комуналец велат дека вчера добиле доста повици од граѓани со барање за интервенции и дека на десетина критични локации реагирале со специјално возило за испумпување на вода. Ние со нашите капацитети што ги имаме и човечки и тие техникава што ги поседуваме, имаме кај специјален камион за вакви работи, само еден го имаме. По барање на граѓаните, ние интервениравме во неколку места, на тие кај што беа најкритични тие места. Значи, прво интервенирам во Центар за култура, после 18 ноември, па Голем пазар, Тоде Богдановски, исто така, Импортанен, Малеарди, Беличица, улица Беличица, сите шахти са чистени од почетокот до крајот и така како што го знаат граѓаните на општина Гостивар во центарот на пред Импортане и таму. Исто така интервениравме и кај Рекорд таму имаме неколку шахти што ни се проблематични, што во иднина планираме да ги решаваме. По обилниот дожд попладнето во текот на вечерните часови времето во гостиварскиот регион се стабилизираше. Врнежите им го отежнаа секојдневието на гостиварци, но сепак позначителни штети од вчерашното невреме не се пријавени. Според метеоролошките прогнози во текот на викендов ќе владее сончево и суво време, додека нов бран на нестабилност и врнежи се очекуваат од недела навечер. Со така наречените бомби кои ги објавуваше заедно и сегашните на ЛЧК, јасно се гледа дека премиерот го штити криминалот на ДУИ, обвини од Алијансата за албанците. Заев и СДСМ молчат и се однесуваат игнорантски кон новите прислушкувани разговори и не создаваат никакви услови за гонење на високи функционери кои го прекршиле законот. Исто така од последните прислушувани разговори се слуша и скандалозниот разговор меѓу лидерот на партијата Али Амети и Садула Дураков, кои говорат за прикривање на убиец кој бил невин човек, а од тоа од нив се побарал актуелниот вице-премиер за европски интеграции Бојар Османи. Исто така има разговори каде се зборува како да се поништи и процесот на пописот 2011. Криминалот на ДУИ, како што посочи Беџети, ја држи во заложништво европската перспектива на земјава. Нека се реформира и нека го чисти политичкиот криминал од владата, пред владата да се реформира од страната на народот. Лицето Аш од Кичево или познат на јавноста како ЛЧК, бомбите преку Фејсбук ги објавува од Чикаго. Тој пред известно време посочи дека бомбите ги објавува по наредба на осудените од диво населје и го предупреди премиерот Зоран Заев да внимава на осудените за овој случај. Месецов основното јавно обвинителство достави кривична пријава до Кичевското обвинителство против лицето ЛЧК за неовластено прислушкување и тонско снимање. Одземена облека од познати брендови од продавници во Тетово. Вчера во периодот од 11 до 12 часот и 45 минути, полициски службеници од ЦВР Тетово во содејство со инспектори од Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат Тетово извршиле акциска контрола во две продавници за текстилна облека на улица Маршал Тито во Тетово. При контролата била пронајдена и одземена текстилна стока и обувки од познати брендови, спротивно на член 285 од Кривичниот законник, повреда на права од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма. По целосното документирање на случајот против сопствениците на продавниците ќе биде поднесена соодветна пријава. Во полицискиот билтен информации за неколку физички напади и приведени лица.
Вчера околу 21 часот и 15 минути на улица Видеос Милевски Бато во Тетово бил приведен 58 годишен жител на Лешок поради тоа што агресивно се однесувал и ги навредувал полициските службеници. По целосното документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. 10 минути по полноќ во СВР Тетово, 18 годишна тетовка пријавила дека вчера околу 21 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Тетово две лица физички ја нападнале и одзеле мобилни телефони. Во врска со настанот од слобода бил лишен и приведен 42 годишникот Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска во 3 часот и 35 минути во полициската станица Гостивар, 18 годишна жителка на село Джепчиште пак пријавила дека истиот ден околу 3 часот на улица Борче Јовановски била физички нападната од две лица. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера во СВР Тетово било пријавено и дека на улица Иво Лола Рибар има повредено лице кое лежело на улицата. Од екипа на итната медицинска помош лицето било пренесено во клиничката болница во Тетово. Полициски службеници излегле на местото и било утврдено дека се работи за 42 годишник од Тетово, кој во разговор со нив изјавил дека бил физички нападнат од 3 лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Граничната полиција на Албанија во Драч приведе гостиварец кој се сомничи за шверц на цигари. Тамошните медиуми пишуваат дека во автобус кој пристигнал од Македонија, а чија крајна дестинација била Италија, биле пронајдени 309 штеки цигари од различни брендови, како Малборо, Вилсон, Бос и други. Уапсен бил 32 годишниот КС од Гостивар, кој се товари за кривично дело криумчарење на стоки акциза и трговија и транспорт на шверцувана стока. Службите за граничната полиција во спроведувањето на дополнителни мерки за спречување, откривање и казнување на недозволена трговија со акцизна стока, во соработка со царинските служби, при контрола на втората линија на автобуси и камиони во автобус од Македонија, со кој управуваше КС, открија скриени внатре во автобусот 309 штеки со цигари од различни марки, кои не биле пријавени од страна на возачот на автобусот, стои во полициското соопштение. Истражните материјали се предадени на обвинителството во Драч за понатамошно дејствување, известува албанската полиција. Управата за финансиска полиција поднела 3 кривични пријави до надлежните обвинителства. Првата е против директорот на Македонската радиотелевизија, кој во текот на 2015 година ја злоупотребил службената должност и овластување, со тоа што земал кредит од банка во износ од околу 140 милиони денари и при тоа склучил договор за залог на имотот на предпријатието во вредност од над 294 милиони денари, без да добие согласност од собранието. Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство Скопје против првопријавениот МЦ во својство на службено лице, директор на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија Скопје во текот на 2015 година, кој ја злоупотребил својата службена положба и овластувања на начин што склучил договор за кредит со домашна комерцијална банка во износ од 140 милиони денари, при што како обезбедување на кредитот склучил договор за залог и заложил целокупниот недвижен и движен имот во собственост на ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје во вкупна вредност од 294 милиони 459 822 денари. Времето денеска беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Локално имаше изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Дуваше умерен до засилен ветер од северозападен правец. Температурите се движеа од 14 до 29 степени.
Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Температурите ќе се движат од 16 до 31 степен.